многу предизвици на надворешен план на Република Македонија, што може да се очекува во наредниот период. Разговараме со Ѓорѓе Филипов, поранешен амбасадор на повеќе држави. Господин Филипов, ви благодарам што сте гостин во Централниот дневник на телевизија 24. Она што е тема на денот е затворената седница на Комисијата за надворешни работи, на која што премиерот Зоран Заев го презентираше нацрт договорот за добрососедство, кој што треба да се потпише на Илинден. Нема детали, бидејќи така се обврзани според законот и власти и опозицијата. Заев порача дека договорот не задира во националните интереси, дека во него се потенцирани дека се работи за две посебни држави и два посебни народи. Се знае дека ќе биде потпишан на македонски, бугарски и на англиски јазик. Опозицијата го оцени како недоволен и дека ако остане во оваква форма нема да дадат подршка. Што може да се очекува од договорот за добрососедство? Рековте затворена седница, ние да ја отвориме овде. Добро е што било на затворена седница, веројатно тоа го бара и партнерот од Бугарија, бидејќи во еден договор, кога постои договор, и двете страни ќе добијат многу, меѓутоа нешто и ќе изгубат. Така е во сите договори, не само меѓународни договори, затоа и се вели договор. Сметам дека после 26 години, 7 години самостојност и 70 години, ако речеме, независност, дека во Република Македонија, па и во Република Бугарија, соседна држава, нашава држава, се созреани условите да се направи еден таков договор кој што ќе овозможи на тамошните односи да се одвиваат без пречки од ваков карактер. Значи со соседите секогаш ќе имате нешто за што ќе се расправате, меѓутоа од овој карактер да нема повеќе пречки, дека договорите ќе се потпишат на македонски јазик, на бугарски јазик. Јас не го слушнав премиерот да рече и на англиски, меѓутоа ако имате веќе некакво пишано соопштение тоа, веројатно и на англиски, што не е ништо чудно, бидејќи меѓународните договори одат на тие јазици, дека ќе го се потпише во име на македонскиот народ и на бугарскиот народ, што е формулација која одговара и која што носи една добра основа за понатамошен развој на нашите соседни односи, особено имајќи предвид дека Бугарија е земја членка на НАТО, организација кон која ние стремиме, дека е членка на Европска унија, исто така сојуз на држави во кој што ние стремиме и од која што држава соседна ќе ни е потребна нивната асистенција при влегувањето. Значи, да не се прават пречки, а и ако е возможно се дава помош од нивна страна. Опозицијата на пресконференција потенцираше 5 точки кои што рече дека се клучни за тие да дадат подршка. Праша дали македонскиот народ ќе биде споменат во договорот, дали македонскиот јазик ќе биде споменат, како ќе се решава прашањето за македонското малцинство во Бугарија. Меѓутоа и побараа јасно да се разграничат заедничките историски настани и посебната историја на двете држави. Дали како може ова да се толкува? Дали ова значи дека ова што го бара опозицијата го нема во договорот? Па може да се толкува и како една, да речеме, игра на добивање поени од страна на опозицијата и од страна на опозицијата, тоа се меѓуполитички надмудрувања. Меѓутоа јас ќе гледам позитивната страна на ова изјава на пратеникот Милошевски, кој што рече дека доколку се сложат за тие точки за кои што тие инсистираат, веројатно и тука ќе има тие бараат можеби некој максимум од кој што може да се одземе нешто, дека сепак опозицијата и ВМРО ќе го поддржи тој договор, што е многу позитивно. И јас би сакал тоа да се случи во собранието и треба да се случи така, да го поддржат сите партии тој договор, бидејќи е во корист на сите. Иако ние не ја знаеме содржината, не можеме да претпоставиме што е вистина, што е не. Од досегашното однесување на позицијата и опозицијата знаеме дека секогаш се претерува во истекнувањето на негативното од едната страна и во афирмирањето на тоа што од нивна страна смета дека е позитивно. Во основа сметам дека и ова изјава на Милошевски е всушност позитивна, бидејќи застана на иста бина и кажа дека ВМРО е спремно да го поддржи тој договор доколку се внесат тие точки за кои што тие сметаат дека може да бидат поинаку, и добро е што рекоа дека формата и содржината на договорот не е конечна и затоа и се одржа оваа седница доколку е возможно нешто уште така да се вметне, а бидејќи се работи за две страни, не е доволно само македонската страна
кај себе да ги реши сите работи. Тоа треба да и се соопшти на бугарската страна и кај нив тие можеби ќе имаат некоја тајна седница на која што ќе се одлучи, зашто да се разбереме, како што има кај нас крајно десни структури, така има и в Бугарија крајно десни структури кои што не се расположени да се потпише никаков договор меѓу двете земји, сметајќи дека со тоа ќе се изгуби, не знам, бугарштината во Македонија или македонштината во Бугарија од наша страна, ако земеме. Најрадикалите се веќе во владата. Ако земеме... Не, има, да, меѓутоа има во некои, да речеме, научници или квази научници кои што се промотери на поинакво гледиште на односите меѓу двете држави и кои што инсистираат само на својот став. Што се работи за заедничката историја, сите балкански народи имаме некаква врста заедничка историја, имајќи предвид дека околу 500 години ние, а тие 100 години порано нека се ослободи од нас Грција, Бугарија, Србија, имаат значи 400 години заедничка историја во една држава која што немало граници, кај што биле измешани многу работи и кај што не се ословувале ниту со нација, нациите не биле појавени во тоа време, значи ако земеме предвид кога се појавуваат нациите 18 век и кога се класифицираат јазиците и кога се прават збуките, така што не е несомнено дека постои некаква врста заедничка историја. Меѓутоа, ние имаме експертски групи наши, имаме научници, имаме историчари, Бугарија го има тоа и време е да го оставиме тоа тие да си го решаваат од симпозиум на симпозиум, а политичарите си ја завршат нивната работа и да овозможат правилна да овозможат комуникација, прво би рекол на материјален план, што побрзо да се заврши пругата, да се направат автопатишта, да се направи развој на економијата, да немаат луѓето ни време да размислуваат многу за други работи, освен за бизнис и за соработка. Уште малку околу формулациите. ВМРО ДПМН инсистира да стои формулацијата македонски народ и македонска држава. Премиерот вели дека ќе биде конкретизирана посебноста на двете држави и на двата народа. Можно ли да не стои таква формулација во договорот македонски народ? Има најразлични формулации на договори. Дали може ли ние да подпишеме? Дали тоа би било добро за нас таков договор со таква формулација? Ме терате да предпоставам нешто што не сум го видел, ама да го земеме договорот што го знаеме сите. Овој договор што сме го направиле со Грција, не, со Грција. Што се спомнува таму? Па сепак е договор кој што ние го почитувавме цело време, иако Грција одби да го почитува. Значи можни се разни договори. Сметам дека ќе се води доволно сметка имајќи предвид ова досега што се случуваше и што е сепак дадено на разгледување во парламентот, тоа што ние немаме допир до тоа рековме зашто има оправдување. Меѓутоа сметам дека и позиција и опозиција наша ќе направат све да биде тоа во полза на Македонија до максималната можна позиција. Рековме во еден договор, нешто мора секогаш и да се изгуби, меѓутоа далеко од тоа дека ќе ни се изгубил идентитетот или ќе се изгубил јазикот кој што е веќе 70 години класифициран и е кодифициран во Обединети нации, кај што постои македонски јазик. Запишан еден од не знам колкуте јазици во Обединети нации 5-600 колку се, кодифицирани е и македонскиот јазик. Можно ли е да биде симетричен? После толку преводи на книги, седници на собрание од македонски на бугарски и обратно, и после 26 години со знание и за оние бугари кои што немале прилика да излезат надвор и да видат дека во Република Македонија се зборува на вистина различен јазик, иако многу сроден на тој што е. Тоа може да го каже и некој што е од Врање, да речеме, па со оној Куманово да се препираат чиј е јазикот, меѓутоа факт е дека литературните јазици се различни, кодифицирани и дека тој јазик никој не може да ни го земе, особено имајќи предвид дека дури во изданија на Бугарската академија на науки преводи на наши книги од македонски на бугарски и обратно од бугарски на македонски. Колку треба да се инсистира на комплетно симетричен договор, бидејќи опозицијата вели Бугарија има повеќе права, Македонија повеќе обврски? Што Едно е ако ја гледаме симетријата квантитативно, а друго е ако ја гледаме квалитативно. Значи во квантитативно посматрање на симетријата, ќе кажем волку точки сме ние во право, толку точки тие да бидат во право. Меѓутоа квалитативно ако посматраме кој што добива од тој договор и дека се отстранува една пречка, голема пречка за нашиот напредок понатаму, да не речем ни опстанок на државата, треба да се измери. Значи треба да се земат во предвид и квалитативната и квантитативната компонента од тој договор. Освен отвореното прашање со Бугарија, тука е
грчкиот спор со името, денувива интензивни средби, средбата на медијаторот Метју Немиц со министерот за надворешни работи на Грција Никос Кодзијас во Брисел. Немиц денеска со изјава дека размениле ставови во однос на климата и очекувањата и дека она што во наредниот период се поставиле нормални основи за продолжување понатаму. Што може да очекуваме во наредниот период околу спорот со името со оглед на фактот дека се најавуваат интензивни контакти? Гледате, како тие, да не речам, мудро изјавија дека не дискутирале за името. Дискутирале за пристапот. Веќе, значи, политиката е на некој начин постигната, можеби. Политичкото решение. Се работи сега за стратешки и тактички постапки како да се дојде до реализација на тој договор со кој што и таа пречка еднаш ќе се отклони, што ја прави нашиот Јужен Соти. Која што не е фер, за која што не се во право и така натаму, според нашите гледишта, меѓутоа тие имаат нивни гледишта и сакале не сакале мораме да ги имаме предвид, бидејќи ем што ни се први соседи, ем се тие што се веќе во играта во која што ние бараме да влеземе. Значи ние мораме да го имаме тоа предвид. Не значи по секоја цена, нормално, како и за Бугарија, што не значи по секоја цена, меѓутоа гледаме дека веќе се надзира некоја цена што може да се плати. А сега со Грција, првите две средби само дадоа едно отварање, повторно на подготвеноста за натамошни разговори и брзо инсистирање, можеби не, на решавање на тој проблем, меѓутоа, што не значи дека и статус кво ситуацијата ќе остане која што е сега, дека сме со услови препорачани за отпочнување на преговори и така натаму, дека тука ќе се размрзаат многу од работите, имајќи ја предвид и средбата од Берлинскиот процес кој што овој пат се одржа во Трст и средбата на премиерот Заев со канцеларката Меркел, имајќи всушност знаејќи го германскиот однос кон нештата кои што не остапуваат, па дали ќе грме, дали ќе врне, дали тој процес што си го зацртале тие, ако се расположени странките кои што учествуваат во процес, од нивна страна тој ќе се води до крај. Сакате да кажете дека можеме да очекуваме наредниот период поголемо влијание од Европа, конкретно од Берлин? Тоа ми беше целта. Тоа беше, да, до сега не беше, меѓутоа тоа беше најавено во Трст. Можеби немаше ни прилика ни зошто да има поголемо влијание. Ако некој конечно рекол дека ние сме затвори, нас не интересира Европска унија, да речеме. Можеби не е овака буквално да се каже со своите постапки. Ако не сме сакале ние понатаму да разговараме, зашто некој би се интересирал повеќе од нас за тоа? Овој пат не е таква ситуацијата и сметам дека влијанието на Европа ќе биде големо, и меѓутоа не само ни на Европа, ќе биде влијанието и на Америка поголемо. Одамна не викнале нас на некоја средба, сега знаете дека на 2 август баш се погоди, на американците тоа не им значи многу, ама нам не значи, па иако е 2 август, премиерот сигурно ќе биде на таа средба во Црна Гора со потпредседателот на Америка, или Пенс, кај што ќе се разгледуваат и некои работи. Тоа сепак чест е покрај тие држави што се членки на НАТО да биде и Македонија повикана, не само нашите војници, ами нашите представници, премиери, председатели да учествуваат на такви собири кај што ќе се решава нешто. Мислам дека е добра таа иницијатива и досегашното однесување на Америка кон проблемот добива на некоја друга мала димензија со овој повик, и не само со овој повик, и со потезите што ги водеше нивниот представник Хојт. Сметам дека и таа поактивно ќе се вклучи. Нема да ни биде нам лесно, меѓутоа нема да ни биде лесно и на нашите соседи. Околу вклучувањето, како што велите, поактивно на Соединетите американски држави, интересно е што во соопштението на Белата куќа за телефонскиот разговор помеѓу потпредседателот Майк Пенс со премиерот Зоран Заев беше во истото соопштение наведено на маргините дека Пенс се слушнал во исто време и со грчкиот премиер Ципрас. Ja, па случајно се. Има ли случајност во дипломатија? Се шегувам, нема случајност. Веројатно е нешто најавено. Тоа го реков дека и грчката страна сигурно трпи притисоци, не сме само ние што трпиме притисоци за решавање на тој проблем. Некој зборувавме дури на вашата телевизија дека големата слика е голема и големите играчи ја гледаат и не ја гледаат само, не ги гледаат овие коцки што ние гледаме, тие ја гледаат целата улица, што се случува на таа улица, да ја наречеме трансверзала, која што е поблиску до исток отколку до запад од земјината топка. Ниме е важно на таа трансверзала веќе да нема пречки.
значи да нема пречки за нормална комуникација, дали е размена на идеи, на стока, на луѓе. Така што тој проблем Западен Балкан, затворено јадро или отворена дупка во срцето на Европа треба да се пополни и тоа квалитативно да се поправи. Сепак Нимиц два пати повторува дека не може да се очекува набрзо некои драстични, драматични промени. Премиерот во една прилика порача дека од септември веќе може нешто конкретно се очекува на тој план. Позитивен исчек. И имајќи го предвид неговото досегашно однесување, тој е секогаш предпазлив и тој е само еден медијатор во преговорите и убаво тој го кажува тоа, дека е само еден медијатор кој што сака да се заврши тој процес, меѓутоа кој што нема сила да наметне никому ништо. И мислам дека е предпазлив со изјавите и затоа не дава дали има нешто повеќе или не. Не, и тоа е својствено на секој медијатор, тој да не ги открива картите ако нешто се случува. А можно е на крајот на кришта и да е во право, дека стварно нема ништо драматично, меѓутоа ние осеќаме дека нешто можеби се случува, И во грчката страна, не толку кај обичниот народ, како што сме ние обземени со тоа, имајќи предвид дека ние помала државата, па се нешто се изразува посилно. Често сум и во Грција и имам и пријатели таму и тие доаѓаат тука. Нешто многу не се оптоварени обичните грци како на почетокот на создавањето на самостојноста на Македонија, кога се исплашка дека ние сме, не знам, иредентисти, па не знам што ким сме знемеле и така натаму, дека тој страв исто така го снема, зашто испадна дека за одредени прашања за нивно решавање треба да помине извесно време. Ако не сакаат да се решат прашањата од актерите, може и 200 години да поминат, и ако не сметаат, никому не пречат, никому нема да останат решени. Да го земеме кипарското прашање, на пример. Се сеќавам кога се деси, сум бил дете, еве го уште постои. Се уште трае, 50 години трае, меѓутоа очигледно дека никому не му пречи специјално. Тоа е на маргините на Европа, таму, а ова е сепак срцето на Европа и не е исто. Имаме уште малку време, сакам уште две теми многу кустове, молам. А сепак додека се случуваат овие придвижувања околу договорот со Бугарија и околу средбите и активирањето на преговорите за името, се случи тој фамозен состанок на Ципрас, Борисов и Вучич. Пораката беше дека Македонија ќе добие целосна поддршка за евроинтеграција, но само со исполнети услови за добро соседство и со решено спор за име. Треба ли Македонија да се плаши од таа трилатералка? Иако изгледа непријатно е тоа чувство и не е вред, можеби, што не беше и нашиот премиер, меѓутоа не можеме ние на некои држави, па дури на нашите соседи, па дури на нашите деца да им забраниме ако сакаат да се сретнат со некого, да не повикаат нас. Нивна работа, јас не би давал преголема димензија на тој факт, иако непријатно делува. Имајќи ги предвид изјавите после таа средба и на Вучич и на Ципрас, кој што само кај нас се пушти изјава како што рекол, како што пренел Катамирин. Вистински ние не знаеме, никој не кажа вистински што се договориле. Се пренесе една изјава која што рече дека сите тројца се согласиле таа изјава да биде за името да даде. Да, меѓутоа немаше таква потврда на тоа дека се согласиле сите тројца се даде таква. Ниту пак ја видовме таа изјава во живо, туку само пренесена од која беше агенција таму? Дали од Катамирини? Немојте да не се сеќавам. По 2 години денеска во Брисел состанок на Советот за асоциација и стабилизација, Бујар Османи, вице-премиерот, Никола Димитров од македонска страна, Федерика Могерини и Јоханес Хан од европска страна. Пораките беа дека доколку Македонија испорача конкретни резултати во однос на реформите, можене и вонреден извештај за напредокот со што Европа би ја покажала добрата насока на евроинтеграциите под предпоставка и одмрзнување на препораката која што засега е замрзната. Што значи тоа? Тоа беше прекрасна прилика, јас им честитам и на вице-премиерот и на Османи и на министерот Никола Димитров за таа постапка, што денеска во Брисел имаја прилика тие, односно Никола Димитров да ја води седницата и всушност да го образложат исто тој план 3 пати пута 3, што ќе значи за Македонија, нивните намери, всушност намера на ова нова владеачка гарнитура во Македонија и дека тоа беше добра шанса да се поттикне Европа да размислува и за друг начин на однесување кон Македонија, освен на оној на кој што беше навикната и оттаму таа изјава на Могерини, дека е возможно е давање на мислење и без чекање редовно на секои 6 месеци. Така што не ме изненадува таа изјава и очекувам да се случи доколку се случат овие работи за кои што возможно 2018 датум за преговорање, што премиерот во неколку наврати го најави до сега.
ако се одвиваат сите работи како што се замислени во тој план 3x3, возможно е. Со решено име или без решено име? Не мора да биде решено име како име, меѓутоа може да биде решено како поставка што да се прави. Благодарам што одвоивте денеска време да бидете дел од централниот дневник на телевизија 24. Благодарам, секогаш на располагање кога сум тука. Благодарам многу. Многу дилеми, многу очекувања од македонската дипломатија и многу предизвици со кои што Македонија треба да се соочи во наредниот период, како и што ќе испорача владата, но и како на тоа ќе одговори Европската унија, останува допрва да видиме.